Резултатите за загаденоста на воздухот во Кочани со PM10 честички и други штетни состојки не ги одразуваат реалните состојби поради специфичната местоположба на мерната станица. Затоа локалната самоуправа ќе бара нова локација во централното градско подрачје на која би се поставил уште еден пункт со опрема за мерење на состојбата со амбиенталниот воздух. На последната седница на Советот на општината, градоначалникот Николчо Илиев информираше дека се размислува за нова мерна станица, откако претходно ќе се определи соодветна локација за неа. Сите да направиме иницијатива да се најде во Кочани уште една мерна станица, бидејќи ова мерна станица покрај другото, таму сега зборуваме за училиштето, таму се. Значи сите возила застануваат таму. И уште нешто што ми е сугерирано, не знам, да не лупнам глупост, меѓутоа и таму има скара многу блиско на Јаглен, која стварно чадот кој го испушта, слушам дека дава страшно поразителни податоци на мерната станица. Ако е тоа така, тогаш да бидеме помирни и поспокојни дека навистина Кочани не е толку загаден како што покажува мерната единица. Постојната мерна станица, што е лоцирана на улицата Глигор Апостолов Гочо, е во непосредна близина на крстосницата, каде поради честите застои на возилата се јавува изголемена концентрација од издувни гасови. Оценка е дека ова не ја отсликува вистинската состојба, па се случува да се добијат повисоки резултати на загаденост на воздухот во споредба со градовите каде што реално таа постои. Податоците за состојбата со воздухот минатата зима, например, покажуваа присуство на PM10 честички и над 100 микрограми на метар кубен, со што Кочани често влегуваше во светло-црвено високо ниво на загаденост. Од локалната самоуправа очекуваат дека со поставувањето на уште една мерна станица ќе можат да се пресметуваат просечни вредности на загаденоста од двете локации, што би биле пореални со фактичката состојба на теренот.